8 пати повеќе преставки или 4200 жалби по разни основи на кршење на работничките права за изминатиот 2,5 годишен период, штипските работници доставиле до Хелсиншки и невладините организации, отколку до Трудовиот инспекторат, каде за истото време пристигнале само 650. Ова меѓу другото стои во извештајот на виничката невладена организација ИНИ. Што покажува ова? Ова ни покажува дека сепак нешто се случува. Дали се прекрашуваат работничките права, дали работниците не можат да го остварат своето право и така натаму, значи ние треба да бидеме оние кои што ќе гледаме, не само ние, и работодавачите и сите други кои што се надлежни, можеби ненадлежни за да се подобри бизнис климата. Работничките жалби не се потик за бизнис климата во овој дел од Македонија, тврдат од ИНИ. Потребни се само два услови што би можеле да бидат мотор за нормализирање и потик на бизнис климата на македонскиот исток. Тие се почитување на правата на работниците, остварување на нивните работнички права, а од друга страна да се поттикне бизнис секторот со користење на мерките за вработување. Проектот Граѓанинот е вистински инспектор е причината за денешната дебатна тркалезна маса одржана во Штип. Како да се почитуваат и спроведуваат работничките права е една од носечките дебатни теми. Организатор е виничката невладина организација ИНИ, но и реализатор на проектот во соработка со надлежните институции од Европската Унија.